Наместо лица од струката и експерти, Заев ги предложи своите најблиски соработници Спасовски и Ременски во МВР и Труд и социјала. Истите тие со месеци наназад ја уверуваа јавноста дека партијата ќе понуди независни лица и експерти во овие области. Нивниот избор ги демантира нивните претходно дадени изјави. Договорот е дека на предлог на Социјалдемократскиот сојуз во консултација со другите партии се избира министерот за внатрешни работи, меѓутоа да не биде препознатливо партиско лице од Социјалдемократски сојуз. Министерот за внатрешни работи треба да биде експерт, личност која што е од струката и која што ќе има доверба од политичките субјекти, тоа е на кое што и ние сме се согласили, тука нема дилема околу тоа прашање. Инаку за кадрите што Заев ги предложи во преодната влада, како што се дознава, имало бурна расправа на Бихачка. На Централниот одбор кој се одржал синоќа не присуствувале дури 1/3 од членовите, објавува еден од порталите. Според овие информации, наводно на Централниот одбор не присуствувале и видни членови на партијата. Порталот Прес 24 пишува дека отсутна била и подпредседателката Шекеринска, а експратеничката од Битола Бендевска во писмен допис известила дека не доаѓа на седницата, затоа што Заев и Шекеринска директно ги прекршиле партискиот статус и ги понижиле органите на партијата, бидејќи ниту една одлука од преговарачкиот процес, како и кадровските решенија, претходно не биле дебатирани на партиските органи. Според истиот извор на Заев и Шекеринска им се налутиле и председавачот со Кумановскиот совет Максим Димитриевски, кој исто така имал амбиција да седне во министерското столче, а незадоволна била и професорката Принтовиќ, која заедно со една поранешна новинарка претендирале за заменичките министерски места во ресорот земјоделие.